Почитувани граѓани, веќе со години во Македонија е наметната една лажна привидна поделба на партизани и комити, со цел едната партија да се поврзе со наследството на борците од првиот Илинден, а другата со востаниците од вториот Илинден. Не постои таква поделба. Нема поголем доказ за тоа од фактот дека партизанските одреди ги носе имињата на илинденските дејци Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули, Никола Карев. Не постојат два различни идеали, две различни револуции. И во 1903 и за времето на народно-слободителната борба, и во минатото и денес. Постоел и постои само еден идеал. Слободна Македонија, во која достоинствено ќе живеат сите нејзини граѓани. Единствената поделба што е реална денеска е на арамии и на ограбени од арамиите. За среќа, арамиите се малку и ќе бидат многу брзо поразени. Републиката, која е во пламен и опустошена од оваа мала фамилиарна банда, повторно ќе ја изградиме согласно илинденските идеали. Набрзо ќе има и правда и правдина, и право и права, и просперитет и иднина. Идеалите се исти, само оружјето е сменето. Некогаш нашите предци битката за слобода ја водеа со пушки и топови. Денес најмокното оружје е гласот на граѓанинот. Го слушаме тој глас, кренат и бунтове низ улиците веќе со месеци. Се крена народот против арамиите, а за подобар живот. Многу брго тој глас ќе се преточи во гласачки ливчиња и во победа на илинденските идеали за слобода, демократска и просперитетна Македонија. Оваа наша република нема веќе да е вилает на фамилијата на власт, туку ќе му припаѓа на граѓанинот во Македонија. Ако можеше Македонија многу пати да се крева од пепелта, ќе се крене и денес. Дали сме ги исполниле соништата на борците од сите илиндени, на нашите знајни и незнајни јунаци? Денес се мери според квалитетот на животот. Ако знаеме дека платата во Македонија е најниска на целиот Балкан, а невработеноста највисока, тогаш треба да се исправиме пред висината и да кажеме дека ваква Македонија не е татковината за која мечтаеле илинденците. Ниту за ваква Македонија мечтаат новите генерации. Затоа нам ни треба нов, четврти Илинден, во кој ќе се обединиме одново, без разлика на вера, народност, пол и убеденија. Заедно, браќа, сестри, земјаци и комшии, како што е запишано и во Крушевскиот манифест. Ќе се избориме за право, за слобода и за социјална правда. Денес не повикуваме слобода или смрт, туку и слобода и живот. Затоа што денес знаеме дека тоа е остварливо. Го посетив денеска и гробот на нашиот музички великан од овој град Тоше Проевски и сакам да завршам со стих од една негова песна. И секогаш по дождот иде сонце. Благодарам. Повелете ако има прашање. А велите дека нема разлика меѓу комити и партизани, дали тоа значи дека во секој Македонија слежи по еден ВМРО-вец или комунист се едно? Се согласувам, во секој македонец, во секој граѓанин на Македонија лежи по еден партизан и по еден комита. Затоа што и во Илинден беа сите наши националности, сите етнички припадници во нашата Македонија и во партизанските одреди исто така. Оваа наша грудка земја е заедничка татковина на сите нас, заедно треба да се бориме за неа и да ги постигнеме идеалите токму на двата Илиндени. А тоа се секако слободна земја со демократски институции, правото и правдата да важат за сите, земја каде што граѓаните ќе имаат достоинствен живот подеднакво сите.